Ај вака, да го објасниме проблемов, односно да објасниме што точно дишаме. Нели оние сите ги зборат PM честички, не знам, 10, 2,5 како 2,5 микрограми. Да, микрограми. Зошто се толку опасни и зошто кај нас ги има многу повеќе отколку во другите делови од Европа, еве да речем. PM10 честичките, како што кажува и бројчето, нели? 10, да. Се малце поголеми од овие другиве. Значи тоа се PM честиците кои што се во воздухот и тие најчесто се закачуваат на носот и на грлот. Значи затоа нели кога јас не сум медицинско лице, се оградувам печење на грло, да од да поставувам диагнози, но најчесто печење на грло, кашлење и така натаму, нели се појавува како резултат на PM10 честички. PM2,5 се многу поситни и тие се многу поопасни. Тие се исклучително канцерогени, токсични. Тие не се закачуваат на носот и на грлото. Тие се директно влегуваат во белите дробови и во крвото. Токму затоа ги предизвикуваат и подраматичните заболувања. Ако PM10, не знам, се на повеќе респираторни, ова знае да предизвика сериозни алергии, навистина сериозни проблеми и се детерминирани како токсични, како канцерогени. И сега ќе прашаат нели колку е нивото. Да. Здравствените експерти од светот ќе ви речат дека било која количина е опасна, бидејќи е канцероген. Она што е во некаква мерка прифатливо е 5 до 10 микрограми на метар кубен. Кај нас тие знаат да одат и по 20 пати повеќе.